Код. Клуч за вистината. Со Снежана Лупевска. Добро вечер со Код. Од овде од Танушевци. Местото каде пред 10 години, некаде овде во подножјето, ме пресретнаа војници, но не оние на Арама, туку оние што на себе ги носеа амблемите на така наречената Ослободителна народна армија. Ниту тие, ниту јас не очекувавме дека ќе се сретнеме токму тука, на границата кон Косово, затоа што во тоа време во јавноста немаше информации дека на границата кон Косово постојат вооружени групи. Како тогашен новинар во А1 телевизија, раскажав што се видов овде, како разговарав со тогашните команданти, луѓето кои на пушките ги имаа изгравирано своите имиња. Ми ја кажаа и својата цел дека ќе се борат за ослободување на албанците. Многу мина не ми поверуваа, дури и тогашната влада. Но од оваа дистанца, кога ги анализирам работите, многу повеќе дознавам, затоа што тогаш како сведок на настаните, а сега како, можам да речам, аналитичар, можеби во следниве минути во Код и во документарците направени на тема што се случуваше во 2001 во Македонија, ќе откриеме работи кои досега не се кажани. Затоа останете со Код во следните 45 минути. Ми кажа дека бил тешко повреден, али мора да одиш таму. И јас појдов во Дубровница до поштата и се јавив во Теарце. Ми кажа, почекај така малце на телефон, ме уклучија во Тетово. И во Тетово ми кажа, рече, за жал, вашиот син подлегна на повредите. Тој ден Санде Стојановски го загуби својот син. 31 годишниот полицаец Момир беше убиен при ракетирањето на полициската станица во Тетовско Теарце. Тој беше првата жртва во конфликтот. Полицајците од станицата во Теарце не насетувале дека ноќта ќе згасне животот на нивниот колега, а ќе се распламти војна во Македонија. Одеднаш како гром да удира во зградата и тука снема струја. По една минута веднаш имаше рафали од автоматско оружје од сите страни, меѓутоа не знаеме од која страна од надвор, бидејќи све темно, нема струја и не знаеме ни кој е повреден внатре. Тогаш дознаме дека сме нападнати кога почна пукањето. Го отвори вратата, излегуваме јас и Борче надвор во ходникот, додека Давор и Момир Стојановски остана внатре. Потоа слушаме викање од страна на Давор Симонски, бараше помош. Заминавме у собата. Тука видовме дека Давор е тешко повреден, а моцно не даваше знаци за живот. По Теарце ништо не беше исто, а никој не стравуваше дека таму е почетокот. Само малкумина знаеле дека безбедносната состојба е кревка. Подрачето беше мирно, немаше никакви меѓунационални тензии, беше многу добро селото Теарце, каде што живеа сите заедно. Немаше најави за закани или нешто раздвижување огромно дека нешто се подготвува сомнително или било што. Степенот на безбедност на подрачето на СВР Тетово беше подигнат на повисоко ниво и ние располагавме со првични сознанија дека безбедноста не иде во посоканиот правец, туку напротив се случуваат некои настани кои се надвор од контрола на безбедносните служби. Политичарите смирува од криминалци до екстремисти. Сите нагаѓа кој пукаше и уби полицаец. Поврзаност на оваа група сторители во врска со овој настан и со така наречената Ослободителна војска на Косово, како служба мислиме дека нема и дека се работи за екстремна група, потешка екстремна група на поединци
кои самостојно делуваат и страгата ќе утврди понатаму нивна поврзаност со други структури. Се покаже дека навистина владата е главниот фактор кој продуцира нестабилност во државата. Веднаш власта да докаже дека е во состојба да го штити интегритетот на државата и што е најважно безбедноста на граѓаните. Господине Бошковски, ќе може ли една изјава? Крај на сите шпекулации и почеток на неизвестноста стави комуникето, кој од факс во Германија стаса во Македонија. Напаѓачите сами се идентификуваа. Председателот Трајковски не го свика Советот за безбедност. Некое соопштение кое што уште не е утврден изворот, од каде доаѓа, нели, кои се намерите на таквото едно соопштение, не може да ние повикуваме Совет за безбедност, затоа што утре може некој друг да испрати некој вид на друго соопштение, така да не е добро само да трчаме по настаните, меѓутоа треба да се темелно анализираат работите и состојбите како се одржаваат. Политичарите по неколку дена го заборавија Терце. Следниот ден пукна во Танушевци. По заминувањето на новинарската екипа, војниците на Арама и припадниците на ОНА го вкрсти огнот. Во ова погранично село загина 21 годишниот Музафер Џафери. Тој беше првата жртва од другата страна. Ende nuk kish fillu lufta, a ditë filloi provokimi i parë, jo nga ekipa televizive, edhe pse strukturat e atëhershme të shtetit ishin veç shurdhur, nuk kanë dashur të ndëgjojnë për statën e palakmueshme të shqiptarëve që gjendeshin në atë kohë. Erdhi deri te provokimi dhe pikërisht në këtë vend edhe ndodhi provokimi i parë, dëshmori i parë nga radhët tona, Muzaffer Џафери. И во ова село има гробови, и овде има зацрнети семејства. Овде се закопани борците на ОНА, кои засилени со луѓе од Косово го чуваа како бедем селото и не дозволуваа пристап на безбедносните сили. Од семејството на Музафер Џафери не сакаа да зборуваат за нивната загуба. Велат дека е попусто што и да се каже, оти нивниот син не се враќа. По Танушевци се разгоре. Веќе отворено се зборуваше за влошената безбедносна состојба и инцидентите и провокациите прераснаа во закана за територијалниот интегритет. Тројца војници на Арама загинаа при престрелки на северната граница во реонот кај Танушевци. На пат од Малино Брест беше блокирана и нападната колона на МВР и беше убиен еден полицаец. Никогаш до тогаш плоштадот во Тетово не беше толку полн со луѓе. Албанците излегоа на протести, бараа права. Новинарот Татана Соколовски, тогаш како дописник наеден од Тетово, се сеќава дека не очекувале дека на собирот ќе има инциденти, а камоли и дека ќе се пука. Сите полицајци што ги побаравме ни рекоа не знаеме што се случува или ни исклучувај. Значи така да немавме никакви информации што се случило. Пукањето почнало кога била упатена патрола врз основа на јавување да извиди што се случува на кале. И отишла регуларна полиција без посебни подготовки, без посебно вооружување. Со две возила се упатиле на калето и тогаш започнало пукањето, кога ги пресретнале тие вооружени лица полицајците. Но во таа тензична атмосфера настреда токму Атанас. Мене ме однесоа во болница, значи после случајот кога дојдов до радиото и пошто изгледав лошо, мада не беше ништо страшно, ме однесоа во болница и таму разбрав дека имало донесено неколку полицајци повредени. Од калето почна да се пука, полицијата и војската се распоредија.
кај Колтук и Жичара. На теренот се водеше вистинска војна, а наредбите кои ги добивале од централата биле чудни и несватливи. Додека на повисоко ниво работите не одеа во посакуваниот правец, се добива различни инструкции од една страна на армијата, од друга на полицијата, на локално ниво. Ние како добро бевме координирани и благодарение на таа координираност со армијата на некој начин успеавме да се справиме баре делумично со проблемите на теренот. Војната се прошири по селата околу границата. Се пукаше во Вејце, Селце, Брест, Вешала, Гајре, Шипковица. Кузмановски учесник, сведок на настаните. Тој со своји очи гледал што се случува на теренот, а на теренот длабоко била навлезена политиката. И како имавме последици поради нестручно и диригирано политичко влијание на настаните. Во многу настани одлучуваа политичарите наместо ние како професионалци. Пред 2001 и по 2001 селаните велат дека ништо не е сменето во нивните животи. И тогаш и сега не имаат струја, пат, ни повеќе пари. Во селското училиште има се помалку ученици, а и на тие што останале не знаат како да им објаснат зошто пред 10 години во нивното село загинале млади луѓе. Да ти речеме, ништо не се смени, само по-лошо што доаѓа. Условите како беше пред 2001, сега мислам дека ние ништо не е подобро. Политичарите доаѓа само на изборите. Па кога помина изборите, више не му интересира дали живе некој човек во село за Танушевци, Танушевци, Брест и Малина, тоа е критично село. На другата страна од државата, во Дубровница, Кривопаланечко, уште едно семејство за овие 10 години не доби одговор. Зошто загина нивниот син? Го нема Момир, немаат верба ни во политичарите, ни во Бога. Живеат од денес за утре. Во овој гроб ја закопа и сета нивна љубов. Им останаа само спомени. Без него не знаеш како е. Дека на човек едно кутре му го однема, а мене го однемал човек 31 година, маш. Со кого се дичеше ја да живеам. Слабо имам верба во нив. Истите се се. Само се менат, столиците ги менат, а истите паси. И немам верба во никој. Ни во ВМРО, ни во СДС. Семејствата Џафери и Стојановски првија почувствуваа болката и тагата во 2001. По нив, уште стотици семејства ја доживеа истата судбина. Сите овие телефонски разговори се прислушкувани, снимани и испишани на хартија врз основа на регуларно отворен и заведен предмет во архивата на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање под псевдоним Осило. Формирав комисија од експерти која што се занимава со ова прашање, сега конкретно не би можела да од нивно име да зборувам. Па работат, нели? Да бидеме заеднички одлучни со НАТО и со ЕУ во заложбата да се изолираат екстремните сили во Југоисточна Европа, кои што се обидуваат тероризмот да го наметнат како средство за постигнување политички цели.
Границата е утврдена врз основа на постојната положба на теренот, секако користејќи ги искуствата на разграничување по природни објекти во делови на границата каде што не постои релевантна документација. Кога дојдов тука пред 10 години во Танушевци, кога ја видовте екипата, што помисливте вие? Ne, atë gjatë zakonshme nuk kemi menduar, përveç se ishin rregullat të caktuar nga ona jonë që ndërpritet kontrollohet çdo hyrje dhe dalje nga fshati. Предпоставувавте ли дека сме новинари? Jo, përveç se ishte një kontroll rutine dhe ndoshta mendimi ka qenë se ndonjë fshatar që ka jetuar më parë këtu dhe Пред време како да ве открив? Jo, unë mendoj që jo. Shkëmbimi i zjarrit në atë kohë kur ka qenë, kujtohet shumë mirë, ndoshta kemi qenë një hap para ushtrisë dhe policisë së Maqedonisë. Меѓутоа полицијата и војската знаеа дека сте овде затоа што се гледа. Mendoj që kanë dashur që të më shefin dhe nuk kanë dashur të t'i tregojnë opinionin e gjerë në këtë qytet dhe në shtete tjera se diçka e tillë po ndodh. Po mirë po i erdhë maskimi i statës 10 vjeçare, një dekadë i erdhë fundi dhe andaj edhe ata nuk kanë mujtë ta përballojnë gjitha të lëf. Ајде ги видиме ровови, дали се уште тука. На влезот на селото не пресретна вооружен војник, војник со униформа на која имаше ознаки на ОВК или нешто слично што се вика на ОВК. Имаше автоматска пушка, имаше и цивил кој исто така беше со пушка. Кинапирање имате кинапирање и во Америка и во Британија, па никој не кажува дека е таму нарушена безбедносната состојба. Ние не го обезбедуваме тоа место затоа што ние не сме полиција, значи ние не сме присутни во околината на Танушевци за да го обезбедуваме јавниот ред и мир во Танушевци. Кога на 16 февруари отидов во Танушевци и ги видов припадниците на она, вие бевте првиот на кој што му се јавив. Дали бевте изненадени од тоа што ви го кажав? Делумно. Зошто делумно? Па затоа што постоја информации дека такви параструктури се на тој терен, во селото и околу него, близу косовската граница. Иако лично да бидам, да кажам дека бев изненаден што се решија токму тој повод да го искористат за свое јавно прикажување. Меѓутоа соопштението на МВР не беше такво како што бил вашиот впечаток. МВР даде соопштение во кое го негираше сето тоа, значи кажа дека според информациите со кои располага Министерството, таква организација или такви луѓе во униформа, параструктури практично на наша територија не постојат. И целата работа и со некои подоснежни соопштенија одеше во насока на тоа да се сугерира дека станува збор за фабрикуван настан од страна на новинарот. Во 2001 година повод за моето одење во Танушевци беше токму вашиот текст што го видов во Зум и го прочитав. Она што го видов во текстот ми личеше како преслика на разузнавачки извештај. Имавме информации како и сите други што се занимава со новинарство и со политика, дека на западната, односно на северната граница, тогаш административна, има групирање на вооружени банди или поединци, или како ќе ги наречеме, ние тогаш ги нарекувавме терористи, кои има намера сигурно не да пасат овци или да собираат мед, туку да прават бели.
За тие информации интересно дознававме многу често од партискиот штаб на СДСМ, кој има многу прецизни информации. Наша предпоставка беше дека како доскорешна власт или како партија која имаше, така да речем, долгогодишно умрежување во тајните служби и контакти на југословенско ниво, дека имаат и се редовно брифирани најчесто од своите српски колеги и пријатели. Утрово рано една група од 200 терористи преку шара упадна на македонска територија. Очигледно дека зад првите проценки дека се работи за само криминални групи, веќе можеме да кажеме дека постои некоја политичка заднина. Полицијата влезе или сакаше да влезе, да речеме, во престрелка со луѓето од Дуна. Имаше и еден убиен. Кои беа насоките од тогашната министерка како да се пишуваат соопштенијата? Временската реакција беше таква, а содржината на тоа соопштение беше дека станува збор не за терористи или луѓе кои имаат политичка агенда, туку за криминалци кои ги шверцуваат некои производи и сега полицијата им влегува наводно во тие шверцерски канали. Тоа е една флоскула која се користи многу често. Гледам и пред некое време имавме такви слични соопштенија. Политичарите обично тешко, бавно признаваат дека некој од спротива кој има пушка има политичка агенда. Владата се правеше спокојна, незаинтересирана, никој тврдеа дека све држат под контрола, тврдеа дека се работи, дури неколку пати имаше јавни изјави на тогашната министерка за внатрешни работи Доста Димовска дека се работи за шпекулации, за намерно пласиране сценарија за вознемирување на населението и така натаму. И сега човек што да помисли? Да верува дека државата ги држи конците во своји раце, дека има институции, има ресурси за да знае што се случува. Мислам дека во Република Македонија ниту една институција не беше начисто дека се подготвува воен сукоп во Република Македонија. Причините за тоа што не беа начисто се до последниот момент. Па дури мислам дека и сукобот веќе почна во Танушевци и се уште државниот врв на Република Македонија сметаше дека е тоа некој инцидент кој што може да се надмини со договор меѓу коалиционите партнери ВМРО и ДПА. Па во таа смисла дури првиот состанок на Советот за безбедност пропадна или не беше посветен мериторно на проблемите кои што се јавија и не беше воопшто продолжено да се анализираат евентуалните последици. Во почетокот на месец февруари селото Тануше и сите други села во границата со Косово и порано имаше таму проблеми. Не само во Тануше имаше проблеми, дури од 94-та некои инциденти меѓу жителите од тој крај и армијата на Република Македонија. Министерство за одбрана тогаш знаеше дека таму има инциденти од 94-та наваму. Меѓутоа, тие проблеми не се решавале со политички средства. Проблемот се проширил и во 2001 година дојде до конфликтот. Зошто мораше да поминат месеци и борби за да се добие јасна слика што всушност бараат луѓето од она? Тие кои требале да знаат, и мислам и тогаш знаеле, тие кои беа одговорни било од државната политика или од другите држави, тоа беше политичките пораки беа многу јасни.
Проблемот беше во тоа дека тоа беше подценувано како политичко движење комбинирано и со војска, дека тоа нема снага, нема сила. Тоа е тие се правила на играта, ако некој ги нема сите информации дека ќе калкулира погрешно, тогаш ќе ја плати цената. Уштрија слирентаре кантаре është ushtri e cila rrjedh si produkt i represionit dhe maltretimeve të cilat pushteti Slavo Maqedonas i ka ushtruar kohë më parë. Звучи неверојатно 10 години потоа да веруваме дека не сте знаеле како ДВК дека има раздвижување на одредени вооружени групи или планови на луѓе кои подоцна ќе се наречат УНА. Значи, во тој период имаше сознанија за одредени подготовки по завршувањето на војните действија во Косово и Јужна Србија, дека следна наред ќе дојде Македонија и дека припадниците на ОВК и во тој период имавме сознанија за повеќе од 800 лица кои од Македонија учествува во војните действија на Косово и во Јужна Србија на страната на ОВК, дека тие лица ќе се вратат во Македонија и ќе се обидат да дестабилизираат состојбата, односно дека се подготвуваат планови за северозападниот дел од Македонија по принципот на Косово и Јужна Србија, значи со зазимање на поедини населени места да се отпочне со војна криза во Република Македонија. Зошто тогаш молчевте се до февруари кога екипата новинарска отиде таму, се гледаше дека таму имаше војни формации? За жал, во тој период верувавме дека меѓународната заедница нема да дозволи војната да се прелее во Република Македонија, бидејќи според нашите сознанија имавме информации дека се стационираат во околината на Дебалде и во другите населени места погранични од страна на Косово и Јужна Србија. Меѓутоа, таму беа присутни припадниците на КФОР и не очекувавме во тој период дека ќе им се даде комплетна логистика од нивна страна да преминат во Македонија и да отпочнат одредени действија и во Република Македонија. Преговорите со КФОР резултира со тоа што ГЗИМ острени уште 17 лица беа пензионирани, бидејќи тие беа активни во тој период во Косовскиот заштитен корпус, значи они примаа плата од нив, а од друга страна подготвуваа планови за дестабилизација на Република Македонија. Се сеќам, тогаш постоеше еден портпарол на УЧК, Красничи, мислам дека беше, или пак на владата на Коши, ама тој беше и во едното и во другото, кога зборуваше и за регион кој што ја тангира Република Македонија и каде што ги повикува институциите на УЧК да се активираат, бидејќи тие не беа активирани до тогаш, пред Танушевски. Како се појавивте, како герила може да се каже, на крај постанавте многу значаен политички фактор, а немавте воопшто политичко искуство од друга страна. Има разни аргументи кој преку кој пат ќе стигне политичко искуство. Зошто не формиравте политичка партија, на пример? Ние прво немавме право да се вратиме тука. Немаше некоја таква амнестија, немаше некоја вака суштинска реформа на системот, тоа беше само козметика, како што беше случај во други земји. И немаше некој начин како тоа да се отвара и да се останат или да се осудуват тие настани кои ги создаваше системот. The Macedonian government says Albanian forces have now used this zone to infiltrate Macedonia. First fighting between ethnic Albanians and Macedonian security forces was on February the 26th around the town of Tanushevci. Since then, clashes have widened and the Macedonian army and police forces have been mobilized. Those responsible for this violence are inflicting serious damage to the interests and the image of ethnic Albanians in the whole region, and they should stop now. За тие инциденти јас не знам кој стои, значи гледајќи го изјавите на сите представници, легални, легитимни на албанците, тие не стојат за тоа. Тука се работи за еден
конкретно албански проблем, надлежен албански проблем. Ниту Албанија, па ниту албанците од Македонија сакат да се соединува. Македонија ќе биде една држава и мора така да биде. И добро е што во тој период не излегува информации дека и животите и на Армен Джафери и на Мендух Тачи беа загрозени, беа осуетени неколку планови за атентат и на двајцата лидери на ДПА, бидејќи тие преземаа широки активности на спречување на проширување на действијата на поранешната ОНА. Од тоа ви кажувам дека беа реални заканите по нивните животи и стварно права среќа е што тие до ден денеска се живи. Коалицијата која е направена 98 која траеше до 2002 имаше некои предрасуди за ВМРО, ДПМН, радикална партија, националистичка, македонска, али со коалицијата со ДПА, мислам дека коалицијањето со ДПА паднаа тие предрасуди и мислам дека таа коалиција, политичка коалиција, според мене била најкохезивна и во меѓуетнички и во меѓуполитички аспект. Таа македонска влада во 2000-та, например, или 99-та, на планот на меѓуетнички односи, направи многу повеќе отколку 10 години што се направи од било која влада на истиот план. Вечер во 6 часот Советот за безбедност има воредна седница, кој ќе расправи актуелната состојба, настаните околу ТЕТО и она што претходно се случи. Не беше издадена наредба од Врховниот командант за одлучна акција против терористите во тој регион. И Советот за безбедност беше свикан дури тогаш од кога државниот врв западна во ќорсокак што да прави со Танушевци, бидејќи до тогаш Врховниот командант, председателот на Републиката, бил убедуван дека тамо нема место за никаква интервенција на армијата на Република Македонија и бидејќи од министерот за одбрана, господин Пауновски тогаш, и од началникот на генералштабот, господинот Андревски Јован. Љупчо Георгиевски не беше ни свесен што работи, се покажа дека тој е можда добар филозоф или мечтател или не знам што, но дека политичар добар е, се покажа тогаш дека без капацитет и да командува и да држи работа во своји раце, дотолку понесрекна беше Македонија што за председател го имаше Борис Трајковски. Жал ми е што човекот почина, но тој беше изморедно лош врховен командант. Не, значи да го обвинувате председателот Трајковски дека не бил решителен во потпишувањето укази за действување на армијата или на вооружените сили во целина, како велиме, тоа значи само да ја префрлете одговорноста врз човек кој во тој момент не можеше да ја носи, не можеше да има. Зошто? Македонија во тој период имаше двоглав безбедносен систем. Полицијата и армијата не можеа да се усогласат за банални работи, банални оперативни работи. Постои еден куриозитет, веројатно во светски рамки. Владата во големата коалиција донесе одлука за формирање на здружено воено-полициски специјални сили. Значи владата носи одлука, подпишана од премиерот. Никогаш не беше имплементирана. На почетокот на 2001 година во Македонија оружјето веќе дветкаше, се слушаше. Се слушнаа првите истрели, паднаа првите жртви.
Ова е приказна за борбите на почетокот на годината, таа кризна 2001 година. Армијата на Република Македонија во 2001 влезе по извршените реформи претходната година. За време на тие реформи, околу 500 офицери, меѓу кои и генерали, беа пензионирани пред време. Полицијата во тоа време се уште не се грижеше за заштита на државната граница. Тоа беше во рамките на надлежностите на армијата. Меѓутоа, во полицијата веќе имаше информации дека нешто на терен се случува. За борби, за битки, за војување треба да има две страни. Таа 2001 во Македонија се појави втората страна – Ослободителна народна армија. Македонската армија во 2001 влегува реформирана. Претходно, по совет на американските ветерани од агенцијата МПРИ, пензионирани се околу 500 искусни офицери, меѓу кои и генералите Панде Петровски и Јанаки Еманасиевски. Килавоста на акцијата во Република Македонија произлегуваше од неколку работи. Прво, од тоа што армијата на Република Македонија тогаш ја раководеа несоответни високи офицерски кадри, началникот беше инженерец, а неговиот заменик беше интендант. Немаше ни еден генерал кој што бил борбен генерал, да речеме, тие беа пензионирани. Подготвена за мир и НАТО, АРМ влета во борба. Она, Ослободителната национална армија, засилено се подготвуваше. Во Македонија доаѓаше оружје, се копаа ровови, пристигнуваа борци со амблеми на УЧК. Сите знаци, сите движења покажуваа дека ќе има војна. Тајно се правеа подготовки. Од широките ѕидови на старите куќи, од подрумите, излегуваше оружје. Се чистеше за да биде подготвено. Луѓето зборуваа дека ќе почне војна и бараа другари од доверба да се вклучат во тие организирања, пишува офицерот од Албанија Петрит Менај, кој како учесник во 2001 во Македонија ја напиша книгата «Она, порака и надеж». Информации дека нешто се случува имало, но не биле прецизни. До крајот на ноември работев во Тигрите, меѓутоа поради големи недоразбирања со тогашниот командант, на крајот на ноември ми избрка од Тигрите и заврши во Радуша како водич на сектор. Радуша беше полициска станица која што меѓу другото вршеше и длабинско обезбедување, но и линиско обезбедување на граничната линија. И уште од овде го почувствувавме дека нешто се случува. Ние добивме наредба од повисоките старешини да одиме во маскирана униформа и воедно распоредот на работа ни го смени. Одивме по 12 часа и одевме многу зачестено на работа, наместо претходно неколку недели бевме во една покомодна позиција. На еден начин во Радуша уште во декември беше воведена вонредна состојба во полициската станица. Некаде во јануари ние веќе надвор почнавме да местиме вреки со песок. Буквално се подготвувавме за војување. Февруари, Танушевци, први судири и неколку жртви, 4 војници и полицајци. Загинаа и неколкумина припадници на ОНА. Во средината на март завршуваат борбите на границата со Косово, но одеднаш се отвора нов фронт – Тетово. Демонстрации во градот под Шара, пукотници од Шара кон градот. Nu kemite bem među grupto uniformuar paramilitares, ashtu si I quajnë, terroristas dhe ekstremistas, por kemi të bëjmë me një ushtri çlirimtare kombëtare. Очевидци кажуваат дека неколку млади луѓе се движеле низ толпата и им викале на луѓето да извикуваат УЧК. Кога почна рафална борба со полицајците, протестантите се посилно извикуваа УЧК, УЧК. Петрит Менај, книга Она, порака и надеж. По нападот врз полицијата која одела во патрола беа повредени 14 полицајци, од кои неколкумина тешко. Можем да кажем дека бевме затечени. Значи, информациите кои ги имавме не ни укажуваат дека ќе имаме вооружени судири со такви групации. Практично кога се случи покањето од Тетовско кале, тогаш полицијата се екипираше да интервенира? Точно, да. Добивме
повик дека имавме наши колеги во САС-та во Калето. Јас лично добив од мој близок колега повик, буквално ми кажа доаѓате, не спасувате, ќе бидеме, значи во брз сме дека немаме муниција и ќе не може да станеме живи, може би. Градот е под опсада и на тест. Македонските сили се организираат. Со минофрлачи од спортскиот центар во Тетово се стрела кон напаѓачите. Полицајци не знаат да пукаат со артилерија, пас на одливите офицери помагаат. Тоа е упрашање на нашата држава, ние знаеме да одбраниме и уопште не е битна униформата која што ќе ја понесеме со себе. Тоа се случи, мораше така, бидејќи армијата не беше инволвирана во борбените действија во почетокот и ја морав да облечам полициска униформа и со не почнав. И не мислам дека е тоа грешка, него си ја заврши својата задача успешно. Која беше вашата задача, што успешно сте извршиле? Што правевте всушност вие? Мојата задача, можам директно отворено да кажам, на моја иницијатива, на одобрување на бригадниот генерал Јосип Бошевски, јас тргнав во неутрализирање на групите кои што се наоѓаа лоцирани, кои што беа на Калето. И со самото наше поставување на спортскиот центар и нивното дејствување, они беа неутрализирани. Тоа го покажаа со тоа што ноќта на 17 веќе беше замрена, беше мртва тишина. Во Тетовската касарна тогаш офицер на АРМ е Талат Джафери. По 2 месеци ја напушта армијата и заминува во други борбени редови, на ОНА. Бев референт за противпожарна заштита, иако се завршени сите војни школи и специализации до тогаш, меѓутоа позицијата беше таа. Сметавме дека е неопходно да се биде во Тетово и понатам. Поготово ако се има фактот дека на почетокот на действијата во 2001 година во редовите на АРМ, поготово во гарнизонот Тетово, албанците беа представени околу 45% војници на служење на воен рок. Како што знаете, тогаш беше обавезно служење на воен рок. Иако представувањето во офицерскиот кадар и подофицерскиот кадар беше со негде 1%. АРМ и генералштабот се обидуваат да ги збијат редовите во Тетово. Уште не дејствуваат. Активните генерали ги викаат пензионираните генерали за совет. Што да прават и дали, доколку ја бранат татковината, ќе ги суди Хашкиот трибунал. Се интересира најмногу ако се употреби армијата, како да се употреби, дали треба да се употреби армијата или не. Каков бил начинот на употреба на таа армија, колку сили би требало да се употреби во однос на она што се случуваш. И така натаму. Значи, општите работи војнички кои следеа со таа работа. Се интересира за Хак? Па, имаше кој се интересира. Имаше. Па, знаете што, стравот од Хак практично ни го промовира тие што доаѓа овде. Нели ни рекоа, немојте да употребувате прекомерна сила. Политичарите се состануваат, додека Тетово е под полициски час и под силни напади од Калето. Тешко можеме веќе и да го погодиме, да ја погодиме правата дефиниција, меѓутоа очигледно дека зад првите проценки дека се работи за само криминални групи, веќе можеме да кажеме дека постои некоја политичка заднена. Терористи преку шара упадна на македонска територија. Тие групи биле распоредени во неколку села во близина на Тетово. Забележани се од македонските безбедносни органи, од полицијата. Јас ја оценувам дека е влошена состојбата и дека треба да се изготви таков извештај. И ќе се изготви, веројатно утре ќе го добиеме или утре поручиме. Секојдневието во Тетово не е розево. Најжестоко е на последните позиции на полицијата на Колтук. Траги од куршумите уште стојат. Сеќавањата од најтешките моменти не се бришат лесно од меморијата. Нашата не, ама овде близко што бе по
полицијата кај што беше, имаше нешто и некој гранате паднаја, ама за среќа не беше никој повреден. Куќа беше запалена, другава беше запалена, па ние гасневме, ги угаснавме. Дур дојде пожар, ние средивме тоа све. Дека бевме група толку, значи, спремни. Ризично ли беше тука да се живее во тие моменти? Кој што не бил овде на лице место, ризично, може само човек кој што бил овде да го сети. Инаку вака од зборување не може ништо. Ти да идеш без панцир на тебе, да носиш 100 метра муниција, а одгоре куршум и фршен над главете. Другата страна е многу поподвижна и вешта во своите борбени дејства. Беше многу тешко да се препознаат така да кажеме терористите или вооружените луѓе, затоа што тие навечер облакаат, речеме, униформа, преку ден одеа цивили. Значи, во денот, во тето може да си се разминал со него, а не знаеш дека е тој терориста и дека вечер ќе земе пушка и дека ќе пука на пунктовите или на патроли. На крај се решава. Мора да се отклони опасноста за Тетово. Тие што се на Калето мора да бидат избркани. За реализација на планот во АРМ од пензија е вратен генералот Панде Петровски и десетици други пензионирани офицери со борбено искуство. Планот за нападот врз Кале е подготвен под кодното име МХ. По 11 дена опсада, АРМ и полицијата тргна во освојување и враќање на Калето. Акцијата почна во 7 часот со артилериска подготовка. Артилериските позиции, тоа беа хаубици 105 мм, беа позицирани во обоштарникот кај бензинската пумпа Петрол Компани со гаѓање преко Тетово. Сите беа изненадени, особено припадниците на германскиот контингент на КВОР, како е возможно да се гаѓа преко населено место, меѓутоа гаѓањето беше изведено стручно, професионално, по селектирани цели. Хеликоптерите на непријателот летаа ниско над нашите позиции. Нападот од македонската полиција и армија се изврши со целосно изненадување, со авиација, артилерија, тенкови и воздушен десант. Со помош на надворешни и внатрешни разузнавачи, непријателот обезбедил доволно податоци за успешен напад. Предходно, во редовите на ОНА се чувствуваше недостиг на муниција поради пукање без критериум и недостиг на искуство на борците. Бевме добро организирани, но се повлековме бидејќи секоја натамошност противставување на армијата и полицијата и фронтална борба со нив ќе имаше тешки последици. Петрит Менај, книга ОНА, порака и надеж. Некаде во 8:30 со нападот на пешадијата се спуштиме над Тетовското Кале, спуштивме хеликоптерски десен. Така да веќе во 9 сато имаме едно широко обколување на Тетовското село, вклучувајќи го и селото Шипковица. Едино остана патеките преко Шарпланина кои водеа према Косово необколени. И настана борба. Кога се качив горе, видов дека единиците нешто не беше во ред. Што не беше во ред? Одвоив, па не беа во ред, нешто не беа задоволни војниците и не можев да констатирам што све се случуваше, меѓутоа јас само не губејќи време, одвоив една група од 30-40 луѓе и онда се качивме до врвот до Кале и ја заобиколивме тврдината позади селото Лавце и тука ноќта ја преночивме. Измеѓу нормално имаше и пукања и борбени дејствија. Борбите се одвиваа на повеќе места: Калето, Гајре, Црвен камен кај Бачилата. 4 борци на онаа паднаа на полето на Честа. На кривините од Гајре видовме 2 оклопни возила. Ги гаѓавме, едното се запали, додека другото се оштети. Војниците во паника слегоа, веднаш се судрија со нашиот оган и на асфалтот паднаа неколку убиени, а останатите, брзајки, се оддалечија, тврди Петрит Менај во ОНА, порака и надеж. Премиерот дојде на командното место во Тетово. Беше запознаен со сите детали, а посебно беше задоволен што немавме ниту една сопствена жртва, само 3 ранувања од полесен карактер. На 26 март, вториот ден од офанзивата, единиците ги зазедоа сите тактички објекти кои беа планирани. Беа пронајдени големи количества оружје, целиот терен беше уреден за одбрана, имаше изградено подземни бункери,
На Калето имаше мрежа ровови уредени по англо-американски тактички модел. Се копало цело време со градежни машини. Несватливо државните органи да немаат таква информација, се присеќава сега починатиот генерал Панде Петровски во своите мемуари Сведоштва 2001. На Кале се вееше државното знаме. Акцијата заврши, но стига политичкото возбудување. Пратеникот Хисни Шакири пребегнува во она. Конфликтот некој сакаше да го затвори така, со намера некој да биде поразено. Јас затоа прифатив да излезам на страна на УЧК, одлучив на 27 март и бев член на УЧК со униформа. Зошто? Мене ми интересирал достоинство на мојот народ. Ми интересирал дигнитетот. Конфликтот се проширил од Тануша, од едно население со 50 куќи. Се проширил на целиот Карадак. Во истиот дел на Македонија каде е Хисни Шакири, во планините над Куманово и Скопје, кон границата со Косово, речиси истовремено се спроведува планот МХ-1 на генералот Панде Петровски. Утрото на 29 март, војната операција доцни, бидејќи командантите не ги завзеле почетните позиции за нападот во текот на ноќта, пишува генералот Петровски во Сведоштва. Во 5 часот и 30 минути добив извештај од командантите дека на крстосниците кон Скопска Црнагора има новинарски ТВ екипи. Иако нападот беше одложен за 2 часа, размислував дали воопшто да почне операцијата, бидејќи беше провалена, откриена. Се знаеше дури и точното време на почетокот на нападот, а не само денот на операцијата, пишува Петровски во своите сведоштва. Операцијата сепак почнува. По неколку успешни акции на Скопска Црна Гора, стигаат политички интервенции и таа е запрена. Во скопското село Грачани во исто време има борби. Во нив учествува и сегашниот пратеник Рафи Салити. Но бидејќи војската се повлекла од селата во Шар планина, по офанзивата на Калето, групите на она повторно се враќаат во тие села, а истата наредба ја добива и Алити. Këthimi joni ishte pas tërheqjes prej kalas Tetovës që të kthehemi në malësinë e Sharit dhe me kthimin ton gjithsesi se ka pas luftime edhe në kalan e Tetovës edhe te laku i Shipkovicës edhe në disa vise tjera, kështu që kuptohet se kthimi jon ishte i planifikuar, them që vazhdojmë me luftime, pasi që në Maqedoni në atë kohë sa më kujtohet ekzistonte sipas nesh një qasje shumë e gabuar se luftarët UÇK-s mas pari duhet të dëbohen prej Maqedonisë dhe pastaj të ulet të bisedohet me shqiptarët edhe kështu me radhë. Одеднаш на крајот на март, состојбата изненадувачки се смирува. И кога вооружените групи практично го мобилизира населението од одредените насилби, тогаш не може да се решава тој проблем со непропорционална сила, бидејќи ако тоа се правеше, Македонија ќе влезеше во граѓанска војна и на Македонија не ќе беше пишано воопшто да опстане како држава, и тогаш конфликтот би се развил не во интерес на одржување на Република Македонија, туку во интерес на, например, на Србија, која што ќе доживееше едно проширување на проблемот и надвор од нивните граници. Поголемиот дел од април, фронтовите речиси мируваат. Всушност тоа беше затишје пред бура. Како се случи Вејце? Зошто она се откажа од барање на територија и почна да се бори за човекови права? Зошто војската и полицијата не беа координирани? Кој го дозволи Карпалак? Кој од државниот врв не дозволи да се пука кон штабот на она во Шипковица, кога Али Ахмети пристигна таму? Зошто битката за Арачиново беше пресврт во 2001?
Ова беа почетоците на кризата, како што ја нарекоа, затоа што во Македонија никогаш не беше прогласена војна. Но оваа беше воената или тактиката на она, првите жртви кои паднаа во Танушевци и во Теорце, на обете страни. Но што мислеа и тогаш политичарите? Што ветуваа? Што пак мислеа оние кои сметаа дека еден ден, кога ќе дојдат на власт, можеби ќе го остварат она што не успеале како војска на Ослободителната армија? Ви благодарам што бевте со Код. Продолжува.